Македонската академија на науките и уметностите денеска со свечена академија го одбележа прогласувањето на мајка Тереза за светица во Ватикан од страната на папата Франциск. Председателот на Ману Таки Фити на свечената академија истакна дека мајка Тереза според величината, возвишеноста, благородноста и епохалноста на своето дело, без сомнение влегува во редот на најмаркантните светски личности на 20 век. Еве денес со гордост и благодарност го чествуваме чинот на прогласувањето на мајка Тереза за светица. Ние, а со нас и целиот свет, ја имаме мајка Тереза, лауреат на престижната Нобелова награда за мир и мајка Тереза светица. Според хуманите и величествени дела на големите личности се идентификуваат, стануваат препознатливи цели држави и народи. Ние, граѓаните на мултикултурна Македонија, сме горди на нашата сограѓанка мајка Тереза. Но ние исто така сме свесни за фактот дека делата на најголемите личности, како што е случајот со блажената мајка Тереза, ги прави нив граѓани на светот и дека тие им припаѓаат еднакво на целото човештво, бидејќи нивното добродателство е универзално. Од него бенефицираат сите луѓе без оглед на националната, расната и религиозната припадност и на нивниот општествен став. Министерката за култура ги цитираше зборовите на јапонската универзитетска професорка од Токио, Хироми Кудо, која рекла, ако некој сака да го запознае животот на мајка Тереза, треба да ги посети институциите кои таа ги создаде во Индија, но доколку некој сака да ја запознае незината душа, тогаш треба да дојде во Скопје. Токму затоа една од заложбите на владата на Република Македонија и Министерството за култура во сите овие изминати години беше на еден достоен начин да дадеме почит кон делото на мајка Тереза, да сториме се што можеме да го сочуваме незиното наследство за идните генерации. Токму затоа со голема љубов во чест на блажената мајка во Скопје, во незиниот роден град, го изградивме незиниот спомен дом кој беше наш подарок до светот, влог на граѓаните на Република Македонија во промовирањето и афирмирањето на сите добрини кои ни ги даруваше мајка Тереза. Овој храм во последните 7 години го посетија преку 800.000 посетители од целиот свет, кои во ова светилиште најдоа духовна подкрепа, утеха, мир и спокојство. Спомен домот на мајка Тереза во изминатите години реализираше низа на активности и проекти во нејзина чест, како издавање на фотомонографијата која представува траен запис за идејата, архитектонското решение и изградбата на овој храм, потоа голем број на изложби, презентација на архивски документи, фотографии, проекции на голем број на документарни филмови. Дозволете ми во оваа прилика да истакнам дека владата на Република Македонија презеди и многу други активности во насока на негување на ликот и делото на мајка Тереза. Со името на мајка Тереза се именуваа значајни институции во државата, а на многу објекти низ Скопје се постави и табли на кои се испишани незините размисли, кои се поуки за сите нас, за сите генерации. Анческа Милевска додаде дека наскоро ќе биде изграден уште еден паметник на блажената мајка Тереза, скулптурна композиција која ќе потсетува на животот на големата хуманистка.